Денеска се објави нова инвестиција, што ќе значи тоа за регионот во Демир Хисар и за економијата воопшто? Па ова инвестиција што се објави денес, која е работена на полувременски период, ќе значи враќање на живот во општината Демир Хисар, бидејќи и онаа кревка економија која што постоеше во уште бивша Југославија низ годините западна во криза, речиси сите стопански објекти таму беа затворени и имавме висока стапка на невработеност. Со компанијата Гришко и првата инвестиција во Демир Хисар делумно помогнавме, но ни требаше нешто поголемо, работевме долго време и оваа компанија денес со која што објавивме дека ќе се инвестира во Демир Хисар би требало да отвори на среден рок многу голем број на работни места. По најавите на компанијата блиску 1000, дури можеби ќе се надмине цифрата од 1000, за почеток 150, помножете тоа со број од 2 до 4, тоа е бројот на луѓе кои што ќе добијат екзистенција, така што очекувам многу посветла иднина за целата општина, бидејќи и определени добавувачи од општината ќе имаат дополнителен бизнис, така што навистина ова е една измодерна вест и за општина Демир Хисар, но и за Македонија севкупно. Најавија современо производство на текстил, што конкретно ќе значи тоа? Иако самото име на компанијата говори за текстил, не се работи за тип на текстил кој што е вака за широка потрошувачка за производство на облека, туку се работи за технички текстил. Всушност се работи за технологија каде што буквално камен или камена прашина со определени смоли и слично се користи за изготвување на специјален конец од кој потоа се изготвува текстил кој што е со многу високи технички карактеристики и тој се користи во градежништвото, се нарекува текстил, но не е текстил како што ние го знаеме, значи како еден вид на пластична маса, но со многу високи термички карактеристики. Покрај тоа компанијата минатата година е наградена од страна на германското списание Менаџер за најиновативна компанија во текстилната индустрија помеѓу средните предпријатија. Имаат и некои нови технологии за градежништвото, изолациони материјали, така што она што ќе се произведува во Македонија повторно е текстил, но на највисоко технолошко ниво во овој момент што се прави во светот. Ќе продолжите ли годинава со истите напори во однос на привлекување на странски инвестиции со оглед на политичката криза во земјава? Па Македонија нема друга алтернатива и покрај тоа што за граѓаните интересно е да гледаат на вести разни истории кои секојдневно се поврзани со политичката криза, во реалниот живот, она што значи обезбедување на екзистенција, важно е да има што поголем број на работни места и економскиот дел на владата, ресорите кои што јас ги координирам, како до сега, така и од сега, ќе бидат во многу фокусирани на оваа активност. Привлекувањето на странски инвестиции е еден дел од тоа, но сите останати како што се реформи на бизнис климата, значи инфраструктурни проекти, сето она што беше најавено во изминатиот период, што ќе го работи во следниот период, ќе биде во оваа насока. Не е спорно, значи тоа и компаниите го кажуваат дека оваква политичка клима не е годи на Македонија, не им годи ни на домашните, не им годи ни на странските компании. Домашните тука се мора едноставно тука да битисуваат, но странските компании имаат избор да отидат и на друго место и нашата задача е многу потешка во овој период, но еве како што гледате успеваме и во овакви едни услови да привлечеме компании кои што никогаш порано не ни слушнале за Македонија, така што ние ќе продолжиме со ова што го правиме.